Отецот, на Синот и на Светиот Дух. Како вовед во богослужбата, ќе го прочитам Псалмот број 111. Алилуја, ќе го славам Господа со сето свое срце и ми ја даде во наследство земјата на многобожците. Делата на неговите раце се вистината и судот. Сите негови заповеди се постојани, утврдени се за сите времиња, довека, создадени врз вистината и правдата. Тој му испрати спасение на својот народ, го постави својот завет за секогаш. Страшно е и свето е и страшно неговото име. Почеток на мудроста е стравот од Господа, мудро прават кои го почитуваат. Неговата слава трае до века. Нека да го прославиме Бога со песната број 30, Семоќен Боже наш, дојди во овој час, посети не. Ќе се исправиме сите заедно и ќе се помолиме со молитвата Отче наш. Отче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја, како на небото,
така и на земјата. Лебот наш насушен, дај ни го и денес, и опрости ни и долговите наши, како што и ние ги опроштаваме на нашите должници. И не води во искушение, но избави на од лукавиот, зашто е Твое царството, и силата, и славата во сите векови. Амин. Од Божјото Слово ќе прочитам уште еден текст кој се наоѓа во книгата на пророк Исаија, 44 глава, од 21 стих па се до крајот на поглавието. Спомни си за тоа, Јакове, и ти, Израеле, зашто си мој слуга. Јас те создадов и слуга си ми, Израеле. Не ќе те заборавам. Како магла ги растерав твоите престапи и како облак твоите гревови. Обрати ми се мене, зашто јас те искупив. Воскликнувајте небеса, зашто Господ го направи тоа. Запејте земни длабочини, одекнувајте со радост планини и вие гори со сите своји дрва. Зашто Господ го откупи Јакова, се прослави во Израел. Вака зборува Господ твојот искупител и твојот творец во утробата. Јас сум Господ, кој сум создал се, кој ги обтегна сам небесата и ја зацрстив земјата без ничија помош. Јас ги осуетвам знаците на вражалецот и магесниците ги претворувам во безумници. Ги присилувам мудреците да се повлечат и нивната мудрост ја претворувам во безумие. Многу потврдувам словото на својот слуга, го исполнувам наумот на своите гласници. Јас му зборувам во Ерусалим, насели се, и на јудејските градови изградете се. Јас ги издигам од урнатините. Јас му велам на морето, пресуши. Ти ги пресушувам реките. Јас му велам на Кира, пастиру мој. И тој ќе ги исполни сите мои желби, велејки му на Ерусалим, изгради се, и на храмот положи си ги основите. Нека да продолжиме да го славиме Бога и со песната број 26, О Боже мој, со восхит кога гледам.
Ово утро сите вас ве поздравувам во името на нашиот Господ и Спасител Исус Христос. Помеѓу нас е исто така и брат Коста и неговата сопруга сестра Нада. Тој ќе ни послужи со Божјото слово ово утро и како што пишува и во пророкот Исаја дека тоа што Бог го праќа, неговото слово имено не се враќа напразно, туку го извршува тоа за што е испратен. Така да послушаме тоа што Бог ни спремил преку неговиот слуга, а нашиот брат да не поучи од Божјото слово. И јас ве поздравувам во името на нашиот Господ Исус Христос. Во името на нашиот троедин Бог, за кого пред малку во една од песните нешто испомнавме. Тој е Бог кој ја создал целата земја, ја создал целата вселена, и тој е Бог кој не создал и нас, и не повикува по име. Не знае однатре, ги знае деталите на нашите животи и сеедно не сака. Затоа што тој Бог е Бог на љубовта. Да ги свртиме нашите срца кон Него, да ги свртиме нашите умови кон Него и да ги свртиме нашите тела кон Него. Затоа што текстот кој денеска ќе го читам, а кој се наоѓа во втората книга Царства или во некои други верзии прва книга Царства или во некои други трета книга Царства, зборува токму за таа разлика помеѓу
како почнуваме, а како можеме да завршиме. И што е тоа што Бог го очекува од нас, за да имаме и добар почеток, а исто така и нашиот живот да има добар завршеток. Ке читам од 10-тото поглавие во книгата Прва или Трета царства, зависи во која верзија се чита. Ке читам од 10-та глава, од првите 10 стихови, 9 стихови и потоа 2 стиха од 11-та глава. Савската царица, откако слушна за славата Соломонова и за името на Господ, дојде да го испита со гатанки. Таа дојде во Ерусалим со многу големо богатство. Камилите беа натоварени со благопријатни мириси, со многу злато и скапоцени камења, и таа дојде кај Соломон и говореше со него за се што и беше на срцето. Соломон и ги објасни сите нејзини зборови и немаше ништо непознато за царот што не го објасни. Савската царица ја виде сета мудрост на Соломон и домот што тој го беше изградил. И јадењата на трапезата негова, живеалиштата на слугите негови, држењето на слугите негови, облеката нивна и пехарниците негови, сепалениците негови што ги принесуваше во храмот Господов, и повеќе не можеше да се воздржи, па му рече на царот: вистина е она што го бев слушнала во својата земја за твоите дела и за твојата мудрост. Но не верував на зборови, додека не дојдов и не видова очите мои. И ете, мене ни половина не ми беше речено. Мудрост и богатство ти имаш повеќе отколку што сум слушала. Блажени се твоите луѓе, блажени се и тие твои слуги што стојат пред тебе секогаш и ја слушаат твојата мудрост. Благословен да е Господ твојот Бог, кој благоволи да те постави над Израелевиот престол. Господ, поради вечната своја љубов кон Израел, те постави за цар да вршиш суд и правда. Или правда и вистина на едно друго место се вели. А во 11-та глава, 6-тиот и 7-тиот стих, читаме следно. И Соломон го вршеше она што беше неугодно пред очите на Господ, и не го следеше наполно Господ како татко му Давид. Тогаш Соломон изгради многобожечко светилиште на Хамос, моавско паганско божество, на планината што е спроти Јерусалем, и на Молох, гнасен бог на Амонуевите синови. Ако ја гледаме 10-та глава, ја исчитаме во целост, не само овие 9 стихови, ќе видиме дека 10-та глава во оваа книга од Библијата е врвот на целиот идеал кој Бог го беше замислил за својот народ Израел. Ова беше исполнето целосно замислата на она што Бог го сакал со својот народ. Царицата од Сава ова го препознала и вели: го препознав овој благослов. Нека е благословен Јахве, бидејќи она што таа го видела на оваа листа е всушност наведено како листа на дадена благосостојба во целиот народ. Богатството на Соломон го одзема здивот, но не е она што и го одзема здивот пред се на царицата. Кога ќе го спомнеме Соломон, се сеќаваме на две работи. Неговото огромно богатство и исто така неговата голема мудрост. Но овие неколку стихови тука на самиот почеток кога ги читаме, забележуваме неколку работи што царицата ги забележала. А тоа е какви се куќите во кои што живее Соломон, какви се куќите во кои што живеат неговите слуги и уште нешто, држењето на тие слуги. И врз основа на тоа се што го видела, вели: благословен да е Јахве, кој знаеше да те постави за цар на Израилот, да судиш со суд и правда. Што ја предизвикало царицата од Сава да биде преплавена? Што и го одземало здивот? Не е само мудроста, туку отелотвореноста на таа мудрост. Не е само така да се изразам теорија, убаво пишува во Библијата,
туку дали тоа е применето во практичниот живот на оној што тврди дека му служи на Јахве. Здивот на царицата е одземен не толку од самата теорија. Здивот на царицата е одземен од праксата и начинот на кој што се живее во царството на Соломон. Таа видела дека сето ова е вметнато не само во еден дел од животот на Соломон, туку таа забележала дека тоа е вметнато во секој аспект на неговиот живот. Дали е тоа негов приватен живот, дали е тоа негов јавен живот, дали е тоа негов религиозен живот, дали е тоа секојдневен живот. Царицата од Саба е преплавена. Зошто? Затоа што е соочена со мудрост која се гледа, а не само што се слуша. Мудрост која е отелотворена, а не само замислена. Мудрост која функционира и го прави животот на другите подобар, а не само да дава политички ветувања дека ќе биде подобро. Кралицата е преплавена, но исто така царицата е и трогната, длабоко трогната. Бидејќи на дополнето на сето она што го гледа, имала прилика да разговара со самиот цар Соломон. И како што кажа, ова е исполнување на визијата од повторени закони, од 5-та книга Мојсеева, од 4-то поглавие, од 5 до 8 стих. Според овој текст, израелскиот народ ја има привилегијата и одговорноста да ги спроведува Божите заповеди, да ја покаже Божјата мудрост на другите народи. Ова е идеалот, визијата на Бог. Бог му вика преку Мојсеј на народот: правете ги овие нешта, спроведувајте ги овие нешта, не само за вас, туку оваа мудрост која јас ја споделувам со вас, да може да биде сведоштво за сите народи на светот. Бидејќи конечното исполнување на Божјата визија не е за еден народ. Тој народ можеби треба да биде сведоштво, треба да биде отелотворување, но конечната визија на Бог е преку оваа отелотворена мудрост да ги благослови сите народи на светот. Навистина, вели кралицата, овој голем народ е мудар и разумен народ. И тоа што го гледаме во овие прилики, гледаме дека во тој момент тие се исполнуваат. Царицата знае повеќе отколку што некој и би очекувал. Со други зборови, царицата тргнала од далек пат. Се натоварила со големи богатства. Меѓутоа си ја завршила домашната работа. Не тргнала само дека слушнала. Царицата веќе однапред знаела многу повеќе отколку што би се можело да се претпостави од овој краток текст. Последните коментари на самата царица од Саба откриваат дека таа знае многу повеќе што пишува во Божиот закон за некој што не е дел од Божиот народ. Слушате го ова. Царицата знае дека Бог го поставил Соломон. И знае зошто го поставил Соломон. Ако не го знаеш Светото писмо, објавата, ако не ги знаеш 5-те книги на Божиот закон, ти тоа не можеш да го кажеш. И знае дека Бог тоа го направил затоа што уживал во Соломон и затоа што преку тоа можел да ја спроведе вечната љубов кон својот народ. Но она што е уште поважно од се конечните два збора. Суди праведност или правда и праведност. Вели, знам дека Бог те постави тебе соодветно со неговиот објавен Божи збор, дека ќе владееш над овој народ со правда и праведност. Знаела што е улогата на кралот. Значи, не знаела само ветувањата на Божиот народ во втората книга Мојсеева, во повторениот закон во 5-та книга Мојсеева, туку јасно знаела точно што пишува во 17-та глава од 5-та книга Мојсеева. Каков треба да биде еден ден кога Израел ќе си постави цар, каков тој цар требало да биде.
здивот и одземе. Кралицата се наслушала и се начитала. И влегла во еден контекст кој одеднаш можеш да видиш дека се функционира. Почнува од оне што раководи, меѓутоа тоа се пренесува на секој што е вклучен во целата заедница. Не може едно општество да функционира, па макар имале и најдобро раководство, ако и остатокот од народот не е вплотен во таа работа. Но истовремено, тешко на народ, каде што раководството, оние што ги водат, се всушност луѓе кои самите не знаат каде одат и самите не знаат што прават. Царицата од Саба е целосно воодушевена, преплавена, обземена од нешто што гледа пред себе и гледа дека секој човек кој се наоѓа под оваа закрила Божја се наоѓа во благосостојба. Но колку што е поблескава оваа представа, толку потемно изгледа срцето на Соломон во следното поглавие. Само едно поглавие. Во 10-та гледаме врв, во 10-та гледаме целосно исполнување, во 11-та глава гледаме целосен пад. И кои се причините за сето ова? Што тргнало на опаку во срцето на Соломон за да се доведе себе си и неговото царство до ваков страшен пад? На Соломон му е дадено да го бара тоа што го сака. И не бара богатство, а бара мудрост. И Бог сето тоа му го дава и истовремено му надодава и богатство. Што се случило во срцето на Соломон? Јас сум човек, како и сите ние тука, и Соломон бил обичен човек. Можам да претпоставам. Мигот кога ќе ни тргнат нештата на добро, мигот кога ќе се почувствуваме целосно, така да кажеме, здрави, целосно се ни врви како што треба. Немаме никакви други дилеми околу нас. Имаме две опции. Или да се свртиме на кај Бога, на кај изворот кој тоа ни го дава и во тоа да ја зацврстнеме нашата духовност, или да почнеме да мислиме дека сами сме си заслужни да се тоа. Дека некако ние сме изземени од другите. Дека за нас можат да важат малку поинакви правила. Тоа за другите, да, тие не се, така е. Тие мора. За мене, погледни ме мене. Види колку добро ми оди, колку сум мудар, колку добро зборувам, колку добро знам да ги раководам работите околу мене. За мене мора да има некоја одвоено правило кое ќе важи, а не како и за другите. Неумереноста е очигледна. Коњи, кочи, сојузи со други царства, посебно преку многу политички венчавки. И на крај гледаме дека Соломон има 700 жени, 300 конкубини и не знам што уште не. А Соломон не морал да оди подалеку, освен да ги прочита записите ставени од Мојсе. Или да се сети на последиците на гревот на неговиот татко Давид. Тој знаел да направи голем грев, но знаел да се покае. И пред неговата смрт се врти на кај својот син и му вика на Соломон: сине, држи ги заповедите на Јахве. Ова се последните зборови кои му ги кажува, запишани зборови на Давид, кои му се кажени на самиот Соломон. А сите ние знаеме дека секој кој доаѓа пред крај на својот живот би сакал да каже работи кои му се навистина важни. Пред самата смрт веќе не можеш да калкулираш. Не можеш да кажеш, ако го кажам ова ќе се случи нешто друго. Не можеш да очекуваш ништо во интерес на самиот себе. Кажуваш нешто што треба да биде чиста од срце вистина на која посакуваш на некој друг. И Соломон му вели на Давид му вели на Соломон: држи ги заповедите на Јахве. Ова што Давид му го кажал на Соломон може во Кусо да се најде како опис повторно во 5-та книга Мојсеева. Но ако ги споредиме овој дел од Светото писмо,
тука е нешто многу шокантно. Ако отидеме во 5-та книга Мојсеева и ако ги прочитаме 16 до 20 стих и ја прочитаме 11-та глава, знаете ли што се случува таму? Лице и опачина. Значи Соломон не само што направил гревови, туку Соломон како да се намерно решил да отвори или во свитокот да го најде местото во повторен закон 70 глава 16 до 20 и да ги прочита сите заповеди што мора и што не сме. Внимателно да ги прочита, внимателно да ги запамти и потоа да ги примени сите до еден наопаку. Да го направи тоа што не сме, да го изостави тоа што море. Тоа го прави Соломон. Има уште една многу важна работа. Тишина околу гревот. Тишина. Што се случи со Давид кога го направи еден од своите најголеми гревови со Бетшеба? Сите ние тука што сме ја читали Библијата, веднаш знаеме, не морам ни да ве потсеќам. Кој се појави во неговиот живот? Пророкот Натан. И му раскажа една споредба, така? И му кажа за еден богат човек со многу овци и за еден сиромашен човек само со една овца. И што рече Давид? Тој човек заслужува смрт. Каде е Натан во животот на Соломон? Премногу е мокен, премногу е паметен, премногу е интелигентен, премногу е забавен, премногу е богат, премногу е мокен. Подобро да земеме нешто од сето тоа. Подобро да ни падне нешто од скут, ама за таа цена нема ништо да му кажем. Натан си го жртвува животот за да ја каже оваа вистина. Тишина околу гревот на Соломон. Каде се оние кои можеле да бидат Натан во животот на Соломон? Кој ќе му ја каже вистината во очи? И наспроти покајничкиот став на Давид, Соломон, неговиот син, станал непресметлив диктатор. Малку по малку. Зошто? Пак ќе кажам. На самиот почеток, кога Соломон се врти кон Бога, кога му се моли, кога бара од Бога мудрост, на самата површина како да изгледа дека се е таму, дека се е како што треба, но очигледно една работа фали, нешто не достига, а тоа е неговото срце. И ако нашето срце не е таму каде што треба, без разлика колку ние на почетокот безпрекорно ќе вршиме некакви функции кои изгледаат дека се целосно соодветно со Божето срце. Ако нашето срце не е соодветство со Божето срце, ќе дојде до отстапување кое ќе не одведе во отпадништво од Бога. Срцето на Соломон не е таму. А знаете ли што за евреите представува срце? Не само оваа пумпа тука во градниот кош која чука и спроведува крв низ нашиот организам. Кога евреинот ќе спомнел поим срце, тој предпоставувал целиот човек, целиот негов ум, целата негова волја, сите негови мисли, сите негови намери, неговите вредности. Соломон немал срце цвртено кон Бога. Го нема. Од личност со таков потенцијал. Оти потенцијалот не може да се игнорира. Потенцијалот е несомнен. Повикот и дарот врз Соломон се од Бога дадени. И почнувајќи од таму, од сето она што Соломон го има во себе, јас верувам дека тој самиот се восхитил сам од себе. И тоа е замката во која што паѓа секој од нас, кога ќе тргне по патеката на гревот и ќе почне да си прави сопствени идоли. За да почнеме да си правиме идоли, други, прв идол
треба да си станеме самите ние на себе си. Соломон си стана идол сам на себе. Бог му беше супер помошник, одличен додаток во неговиот живот, но не и извор на се во неговиот живот. Дошол до каде? Пазете, почнува со многу малку. Почнува со ситни мали одстапки, кои не се ни забележуваат. А каде завршува? Завршува со богот Молох. А кој е богот Молох? Ужасно божество. Ужасно лажно божество. Неговото обожавање е грозоморно, а пред се однесува на жртвување на мали деца. Тоа е што Молох прави. И ние можеме да ги затвориме очите и да кажеме ова е незамисливо. Не би можел еден мудар човек, цар од Бога избран како Соломон, ова да го направи. Но ова не е мала грешка. Ова е целосна побуна. Ова е отфрлање. Знаете ли на што е најпрво отфрлање? Отфрлање на Бог, на правда и праведност. Внимавајте. Соломон, сигурен сум, во законите не кажал ќе ги отфрлам правдата и праведноста. Веројатно овие закони важеле за сите други, дури и построго, кога го држал срцето поблиску до Бога. О, да, правдата и праведноста и законите мора да важат за сите други, но нема да важат само за мене. Кога тоа ќе се изземе, тогаш нема ни правда, ни праведност за никого. Затоа да бидеме предупредени. Малите одлуки, кои да се малите одлуки што ги правиме во животот, најмалите, ако и не водат на страна од Бога, можат да не доведат до страшно отпадништво од Него. Малите одлуки се многу важни. Ако му се случило на Соломон, на еден од најголемите меѓу нив, не смееме да имаме илузии. Може да ни се случи и нас, или во некои мигови со сигурност ни се случило и нам. Но да не останеме кај Соломон. Да се сетиме дека Соломон имаше татко Давид. Гревот го обземаше и Давид. Гревот беше сладок и за Давид. Многу сладок. Но Давид зазема еден целосно поинаков став спрема тоа. Гревот е мокно нешто, страшно привлечен, неверојатно сладок. Гревот пружа уживање на што тешко му се одолева. И тоа е вистината. Да не беше толку привлечен гревот, веројатно многу полесно ќе му се спротивставувавме. Но Давид и Мојсей знае што да направат со гревот. Понизно се покајат и да бараат прошка од Бога. Соломон дозволил да биде во најмала рака збунет. Да стави се по страна, да покрива работи, да прикрива работи, да влегува во коалиции, за да може својата моќ да ја одржи така како што на него во дадениот момент му одговарало. И прашањето кое Бог на него му го поставува е следно. Или не прашањето, туку пророштвото. Заради татко ти Давид, нема ова да го направам за време на твојот живот. Од твојот син ќе го одземам твоето целосно царство. Имаме и неколку прашања за размислување. Последиците за Соломон треба крајно да бидат отрезнувачки за самите нас. Да си го поставиме следново прашање. Конкретно, какви се нештата со мојот живот? Каде е моето срце? И знаете што? Ниту еден човек тука не може да ви даде одговор наместо вас. Ова прашање не го поставувам какво е срцето на тој што седи до тебе. Ова прашање не го поставувам какво е срцето на комшијата. Ова прашање не го поставувам да помислиш на кој било друг, освен на самиот себе си. И тој одговор не можам да го дадам јас, освен за себе си, и никој друг, освен вие, лично, секој поединечно, сами за себе.
Кои се тие мали нешта што ме оддалечуваат од Бога? Другите не можат да ги видат, но јас ги знам. Инфекцијата е најстрашната работа. Инкубацијата на инфекцијата е уште пострашна. Што значи инкубација на инфекција, знаете? Кога човек ќе се зарази со нешто, бактерија или вирус, здрав прав е уште неколку дена. Не е битно, или колку трае. Тоа се вика состојба на инкубација. Ти си инфициран, знаеш дека нешто се случува, но не си болен. И наеднаш болеста удара. Кои се тие мали нешта? Што никој друг не ги знае, освен јас, освен ти, освен ние самите. Тие се незабележителни. Може би во моментот не прават никаква разлика. Ако не внимаваме, ќе не одведат далеку, далеку од Бога. Кои се олтарите што ги ставаме пред други богови? Треба да почнеме да гледаме не само на невидливото. Треба да почнеме да гледаме и на видливото. Имаме ли во нашиот живот духовни знаци на распаѓање? Дали сме доволно храбри? Дали сум јас доволно храбар да ги видам овие знаци на распаѓање? Животот е многу краток за сите нас, без разлика на која возраст се наоѓаме. И нашите животи се најскапоценото нешто што Бог го има пред себе си. И затоа кога ова го зборувам, не зборувам само за последиците на нашите гревови за други луѓе, туку зборувам за болката на Бог во неговото срце. Да копне, да биде во врска со секој нас, без разлика дали имам 90 години или сум на 7 години. Нема никаква разлика. Има ли знаци на распаѓање? Меѓу храмот и жртвите на Јахве и колку се олтарите што сум ги поставил на други богови како компромис. Тоа можеме ние да го видиме на најдобар можен начин. Прашањето ќе биде следно. Кој пат ќе го фатам денес? Оној на Соломон мудриот или оној на Соломон лукавиот? Од тоа ќе зависи каков крај ќе има нашиот живот. Но јас му благодарам на Бога што приказната на неговата добра и блага вест не завршува со Соломон. Наспроти сето она што се случува, наспроти сите гревови, отпадништва, зло, идолопоклонство, преку тој Давидов потомок, низ цела историја на падови, на болки, на растурање, на идолопоклонство, доаѓаме до единствениот вистински жив, отелотворен Богочовек и Месија Исус Христос. А што вели Исус Христос во еден даден момент, кога се споредува себе си со кого? А тука е поголем од кого? Меѓу вас има поголем од Соломон. Еве тука меѓу вас стои некој поголем од Соломон. Давид знаеше да побара прошка. Соломон избра да функционира врз основа на своите лични капацитети. Но она што е многу битно во оваа цела приказна пред која што ние се соочуваме денеска, е дека ние со Исус Христос денеска не сме сами, за да треба оваа битка да ја извојуваме. Ете тука, меѓу нас, отелотворен, воскреснат, вознесен и присутен како Татко, Син и Свети Дух е оној кој е поголем од Соломон. Многу, многу поголем од Соломон. Бог ве љуби. Нема нешто поскапоцено во неговите очи, освен овие лица што јас сега ги гледам во оваа просторија, и нема нешто полюбено и поскапоцено од Бога, за Бога, поединечно од овој лик што го гледате вие во моментов во мене. Бог ме љуби. Бог ни го сака најдоброто. И Бог посакува
нашето срце да биде целосно Негово. Во тоа не успеа не Давид, не Соломон, Мојсей. Во тоа не успеа уште многу други пророци, уште многу други цареви. Во тоа успеа само еден и единствен, отелотворен Исус Христос. А знаете, името Соломон што значи? Значи мир. А како е меѓу другите имиња дадено името на единствениот отелотворен Бог и Божи Син? Принц на мирот. Тој принц на мирот, тој лично. Тој е отелотворен Бог. Го има свртено своето срце целосно кон тебе. Буквално целосно кон тебе. Отворено. Го има отворено својот ум, својот разум, својот дух, својата душа, своето отелотворено тело. И оно што го бара е ти целосно да го свртиш своето срце кон Него. И тогаш, која и да е царицата од Саба да дојде и да биде преплавена од она што ќе го види. А можеме тоа да го направи. И некој да каже, оддалеку бев слушнала, дека Бог на тој начин ме благословил. Но сега моите очи гледаат, оваа мудрост е отелотворена. Можеш ти, можеме ние, може секој од нас. Нека Господ ни помогне во таа Негова огромна љубов, да ја свртиме нашата љубов и нашето срце кон Него. И да имаме крај кој ќе биде вечност, а не завршеток. И ќе имаме крај кој ќе биде целосна жртва и посветеност на Јахве, без никакви идолопоклонства. Нека Бог во тоа ни помогне, бидејќи го имаме принцот на мирот, Бог кој суди со правда и праведност, бидејќи тој неизмерно не љуби. Амин. Ќе ве замолам да станете и ќе се помолиме на кратко и потоа ќе брат Георги ќе продолжи како што овде. Небесен Татко, јас ти благодарам за твоето присуство преку Светиот Дух и ти благодарам за твојата отелотвореност преку Синот Исус Христос. Ти благодарам за оваа заедница, ти благодарам за секоја душа, тело, дух, присуство на човек, образ Божи, жени и мажи кои ти си ги создал, кои припаѓаат на твојата црква, на твоето тело, на твојот народ. Јас те молам, Господе Боже, сега нашите срца да ги исправиш. И ние да почнеме да создаваме таква околина околу нас, што секој ќе дојде, па нека биде и царицата од Саба, да може да биде преплавен од она што ќе го види. Дај ни таков живот, дај ни таква посветеност, дај ни повеќе од таа транспарентност и отвореност која може да дојде само од Тебе. Те молам, помогни ни. Нашите срца исправи ги целосно посветени, чисти, посветени од Тебе, во името на Исус Христос, небесен Татко, и во силата на Светиот Дух, услишај ме. Амин. Нека да ја испееме песната број 194, Слобода од гревот сакаш ли ти, во крвта на Исус има моќ. Сакаш ли ти, Исус има моќ, единствено да чисти од грех, со својата вечна моќ. Има сила на
Сега ќе ги слушнеме децата. И за крај ќе се исправиме сите, ќе завршиме со песната број 1, а братот Коста благословот да може да го прави Коста.